Децата со посебни потреби, лицата со инвалидност, нивните семејства и сите социјално ранливи групи на граѓани го заслужуваат целосното внимание и грижа од страна на институциите. ВМРО ДПМНЕ досега реализираше огромен број на проекти за подобрување на животот на децата со аутизам и децата со посебни потреби, за родителите на овие деца, како и за сите лица со инвалидност. Пристапивме кон модел за помош и грижа на децата преку нова децентрализација и деинституционализација. За таа цел отворивме 32 дневни центри и тоа. Дневен центар за аутизам отворивме во Скопје и Штип, дневни центри за деца со оштетен вид се отворени во Скопската општина Кисела Вода и во Велес, дневни центри за деца со посебни потреби отворивме во општините Скопје, и тоа дневен центар за деца со церебрална парализа, дневен центар за ментална и телесна попреченост, како и дневен центар за возрастни. Го зголемивме износот за посебен додаток за самохрани родители на дете со пречки во развојот за 50%. Го зголемивме и посебниот додаток за материјално необезбедени родители на деца со пречки во развојот за 25%. Воведовме посебен додаток за сите деца со Даунов синдром. Со измените и дополнувањето на Законот за заштита на децата се воведе устварување на правото на посебен додаток на сите деца со Даунов синдром со месечен износ од 4366 денари. Усвоена е и Националната стратегија за деинституционализација во системот на социјалната заштита 2008-2018 година. Преку процесот на постепена деинституционализација, лицата со попреченост во менталниот развој се сместуваат во станови во заедницата до 5 лица и примаат поддршка во согласност со нивните индивидуални потреби. Организираното живење со поддршка кај овие лица овозможува видливи позитивни промени на психофизички и на социјален план. Моментално функционираат вкупно 16 стамбени единици за организирано живење со поддршка во кои се сместени вкупно 76 корисници. Реализирани се уште десетица други проекти во оваа категорија и за оваа категорија на граѓани. ВМРО ДПМН и понатаму ќе продолжи да реализира проекти кои директно ќе го подобрат животот на децата со аутизам, децата со посебни потреби, лицата со инвалидност, за социјално ранливите категории на граѓани. Предвидено е отварање на дневни центри за деца и лица со пречки во развојот, и тоа отварање на дневни центри на деца со пречки во развојот во 6 општини во Република Македонија, отварање на дневен центар за деца со Даунов синдром во Скопје, отварање на дневен центар за лица со церебрална парализа во Скопје, отварање на дневен центар за возрастни лица со тешка и најтешка попреченост во 4 општини. Освен тоа, се предвидува и центар за рана детекција на децата со аутизам. Дополнително се работи на изготвување на измени на законот со кој ќе се обезбеди поголема заштита на работниците, родители на овие деца со посебни потреби, при што ќе се направи законско уредување за забрана на отказ на договор за вработување од деловни причини за работник што е родител на дете со посебни потреби. Исто така ќе се овозможат бесплатни здравствени прегледи на деца со пречки во развојот кои што се корисници на дневни центри за деца и лица со пречки. Овие и уште многу други конкретни проекти се вистинска грижа за граѓаните и за семејствата на лицата со посебни потреби, наместо лагите и манипулациите кои им ги нудат СДС и најнеуспешната министерка за труд и социјална политика Фрусина Ременски. Срамно е што СДС се обидува да ја злоупотреби судбината на сите овие лица. Фрусина Ременски имаше доволно време во Министерството за труд и социјална политика да направи нешто за ранливите категории на граѓани, но својот мандат како министер го заврши со 0 реализирани проекти.
Та нема никакво право да зборува за децата со посебни потреби, таа во својот мандат, наместо да направи нешто добро за сите овие деца и лица, го кочеше и блокираше секој проект, како и проектите кои го подобруваат нивниот живот. Го кочеше отварањето на дневни центри, го кочеше отварањето на градинките, ги кочеше проектите за децата со посебни потреби, го кочеше и доделувањето на социјалните станови за најранливите категории само затоа што тоа се проекти на ВМРО ДПМНЕ. Ременски не се грижеше за лицата од социјални ранливите категории на граѓани. Така беше и кога СДС ја предводеше владата во периодот пред 2006 година, кога не направија ама баш ништо за децата со посебни потреби и социјално ранливите категории на граѓани. Напротив, ги оставија на питачки стап овие семејства. Фрусина Ременски сега излегува без никаква доблес, со препишани проекти од програмата и отчетот на ВМРО ДПМНЕ и повторно се обидува да ја манипулира и лаже јавноста. Фрусина Ременски се обидува очајно да ја дефокусира јавноста од темата за тиранската платформа која нејзината партија ја прифати. За жал, таа тоа го прави на најбезобразен начин, лажејки и манипулирајки со чувствата на граѓаните. Благодарам.